Вселената нас не поседува со нејзиното протегање, со нејзиниот бескрај. Ние пак ја поседуваме Вселената со нашата мисла. Вселената е огромна, но таа не размислува, не е свесна за нејзиното постоење. Таа нема освестени односи. По обем, ние сме ништо во однос на Вселената, но таа е ништо во однос на нашата мисла. Имаме душа и го поимаме собственото постоење, како и постоењето на светот. Се чини затоа и Христос вели каква полза за човекот ако го добие целиот свет, а на душата своја и напакости, на душата која неспоредливо го надминува сиот вештествен свет. За жал, како да живееме во време во кое луѓето малку размислуваат, односно како да не размислуваме за возвишеноста на човековото посланство и достоинство. Се чини дека денес на пазарот на лагите ништо не се продава поевтино отколку човекот, за некаква лага, за минливо место, за политичка порција. Луѓето се продаваат себе си, но словесниот човек, трезвено мислечката личност, никогаш не менува злато за рѓа, ниту пченица за слама. Како што облаците го затемнуваат сонцето, така и острастеноста ја затемнува човековата мисла, неговата словесност. Од тие и такви облаци не ослободи Христос со неговото страдање на крстот. Се разбира, крстот не е само символ, туку првенствено е смислата на нашиот живот, бидејќи во суштина, крстот е само жртвена љубов како начин на постоење, а токму само жртвената љубов го прави човекот да биде човек. Борбата за одредено место, потем науката, политиката, можат да имаат некакво значење само доколку се осмислат со само жртвената љубов. Воспротивно, тие се животински инстинкт и немаат никаква смисла за животот човеков. Затоа личниот крст, што го понесува секој човек, може да го одведе во вистинската слобода. Слобода која за луѓето кои не се варвари, туку се духовна аристократија, буквално никогаш не значи ослободување од инакумислечкиот, туку секогаш значи творечко сопостоење.